Земјата го задржа своето внимание на европската перспектива. Затоа важно е дека сите политички партии треба да останат посветени на европската интеграција. Премиерот укажа на некои актуелни домашни прашања. Јас морам да кажам дека дојдов со одредена загриженост, бидејќи политичките партии апелираа на нивната собствена етничка основа на сметка на политичката стабилност. Повеќе од 10 години по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор и 20 години од независноста на Република Македонија, вие воспоставивте единствен систем, здрава основа за соживот на сите етнички заедници. Иднината лежи во споделената визија за вашата земја. Европската унија и Охридскиот рамковен договор се клучните елементи на таа визија и сите ве охрабрувам да работите во таа насока. Исто така разговаравме и за важноста на добрососедските односи, што е прв пат во рамките на високиот диалог. Пораката која што му ја пренесов на премиерот и неговите колеги министри е дека треба да се стремите да продолжите да ги подобрувате односите со сите ваши соседи, конструктивно и сочувствително, имајќи ги предвид сите чувствителности на партнерите. Премиерот Груевски ме информираше за неодамнешниот развој на настаните во однос на прашањето за името во Грција. Јас го охрабрив да остане фокусиран на продолжувањето на диалогот со цел изнаоѓање на решение. Мислам дека прилично јасно кажав дека го разговаравме тоа и дека разговаравме за прашањето со името со Грција. Сепак не навлеговме во детали што може да се направи во овој однос, затоа што постои веќе воспоставен процес во рамките на Обединетите нации за олеснување на ова прашање.